Јас ќе бидам хируршки јасен и прецизен. Негувајте добри навики за среќен живот. Ние ги негуваме добрите навики. Едно од тие навики е однесувањето во добро друштво и знаењето да се направи добра здравица. Еден вистински џентлмен секогаш треба да знае да наздрави во свој стил. Еден од таквите џентлмени е тука со мене. Дами и господа, добро познатиот за вас и за мене, Жарко Димовски. Ти благодарам, Жере. Минатиот пат тргнавме на грешна нога. Затоа еве повели Тазе Прилепска. Благодарам. Мојата здравица е бидете умерени во се, особено во конзумирањето на алкохол. Не му дозволувајте тој да ве надвладае вас. Надвладајте го вие него. Ова беше фантастичен одговор и типичен пример за тоа како не треба да се наздравува во друштво. Се шалам, знаеш дека се шалам. Добра, ајде, не се лутам. Се научивме веќе и се знаеме. Знам што сме. Да, само едно кратко прашање пред да си оди затоа што знам дека си краток со време. Нашите фанови ги интересира колку си низок, колку си висок. Многу смешно. Добро бе, не се лути бе, Жаре. Кај го најдов тоа? Леле, нема разбирачка со човекот. Значи, немојте да пламнувате, бидете умерени и бидете вистински џентлмени, немојте да бидете како Жаре. Следниот Жаре што ќе биде со мене и што ќе разговара со мене е човекот кој што е водител, кој што многу знае за овој бизнис и се надевам дека јас од него ќе научам некои работи, да видиме дали е тој вака суетен или не е. Останете со мене. Човекот кој што 12 години го гледате на ТВ екраните, човекот кој што го знае цела Македонија, човек кај кого што на гости била целата македонска јавност, освен мене, се разбира. Човек кој што го викаат многу ретко во емисии, но затоа сме ние тука. Човек со кого што го делам истото име и првите 3 букви од презимето. Дами и господа, Жарко Димитриевски. Сега прв пат кога да се гледаме. Да, скрос, кај си. Сега дојде. Само што улета во емисија. Многу поправки имам. Да? Дели ми 3 последни. Да, во право си. На телевизија не е 12, 20 и кусур години. Да, али како твојата емисија, 1 на 1. Ма, која е баталијата? Најневажната. Најневажната, сега сме Жаре 1 спроти 1. Како си? Фала на покана многу, да ти кажам, супер. Ми е кеф да збориме на вака убави теми како што ќе се збориме надвор од кој ти е омилен гостин, кој е најтежок гостин, што приш кога не ќе да ти одговараат и такви некои. Точно. Стандардни. Види, во принцип си човек кој што ги има викнато сите како што кажав, на гостин, но човек кој што ретко гостува во емисии. Како е да се види како гостин тука? Секогаш ми е задоволство, само не секогаш има време. Да. Тоа е генерално. Не секогаш нема ни емисии што ќе те викаат бидејќи нема толку емисии. Да. Ние сега да земеме да ги броиме емисиите кај што има разговор, ќе стигнеме до колку? 4-5? Точно. Вклучувајќи не ги наши. Да, така да, не, штета. Би требало да биде повише, зашто сметам дека повеќе треба да си ја негуваме нашата сцена, македонците, македонската музика. Значи, тоа ни недостига и тоа секогаш кога одам надвор од земјава, го гледам дека таму е спротивно многу во голема мера и мислам дека ние овде треба многу да работиме на тоа. Така да викајте ме повеќе. Се надевам дека ќе биде тоа, види, тој апел е секогаш добар. Јас истото го зборувам. Види, сега ќе рече викаш ти Срби ваму таму. Да, точно. Апсолутно. Какво е чувството да се биде толку време пред камерите и успешно да се прави? Чувството е старо, те прави да се осеќаш стар. Не е така, ама тоа е прошле 12 години. Убаво е, убаво во секој случај, знаеш, ретко кои продукти и фирми и било што може да се пофалат со такво нешто, така да секогаш ти е драго, нормално, тама работа. Имам еден пријател кој е собственик на голема фирма и да не збориме, нели? Вели секој што има фирма над 10 години во држава заслужува споменик. Тогаш беше актуелно со Скопје 2014 и слично. И вика наместо да ги ставаме овие, нека не земат сите што имаме фирми над 10 години по еден споменик. Вика стварно мислам дека заслужуваме и знаеш кога ќе размислиш така е. Пак се навраќам на тој момент, знаеш. Убаво е да си ги ценим, да го цениме тоа што го имаме.
Види, во целата таа Скопје 2014 во цел тој проект, мислам дека ќе може да се вклопи еден споменик, ќе правам муавет, имам некој. Не знам дали има место. Има, ќе најдеме. А, Некои добро. стари гледам веќе се ги предпаѓања вадат? така да ќе ставиме. Онда ќе смениме некој. Да. Ќе ставиме некој од жаре таман за 13-тата година. Каква е разликата од почетокот до сега во однос на емисијата? Се бара ли голема жртва за да се стигне до ова што се стига? Да се бара за се жртва, да ти кажам. Се што се работи со мерак и со срце, си бара жртва, бидејќи ти даваш дел од себе, така. Инаку не би било работа од срце, него би било работа само заради работа. Да. Така да се си има жртва што влегуваш all in со покерски речник. Да. Не се коцкајте. И убаво, мислам, има еволуција и тоа нормално ми се допаѓа и штета што сме во ова година не година, овие веќе 200 нуваатете, кај што не го правиме тоа што би сакале да го правиме. Јас би сакал емисијата да си се врати на она што си беше, кај што си има публика, кај што си има бенд, кај што има огромна екипа што работи, зашто духот е многу поубав. Баш преска зборувавме со еден драг снимател кој исто работел на емисијата, дека тоа ни фали многу. Зашто и на нас кои креираме, така кои што работиме тој контент, не ни е сеедно во каков формат го работиме. Така што нека заврши више ова еднаш да се исповакцинираме и ајде. Да, истото го викам ја и за театар, нели зборевме за тоа, да се врати публиката така е. затоа што фидбекот што го добиваш од публиката. Зашто предогледал не е исто. Да, види има тука нешто, не дека нема, па сам си аплаудираш, па си се снимаш, си правиш финти. Исто Мораш ја. да си пушташ така. Исто и ти ја, дека точно. аплаудираш. Кој искажеш од веца, искажеш Арко Димитриевски, искажеш од веца. И викам на жена ми таму да прави звуци нека. Да, па не е тоа чудно, Се па следуваме викаш, некако. јас сум мажот во куќата и така. Така, да. Значи и мене ми е она, знаеш кога ќе речат у YouTube wormhole-от кога ќе навлезеш онака. Ја навлегувам у гледање на гостување на Норм Макдоналд. Ако ти текнува, Да. канаѓанецов, Норм Макдоналд го гледам по разни утрински, вечерни шоуа ваму таму и тоа ми е кејф. Јас со У Джо тоа Роган уживам. заглавив на истиот начин, исто така. Джо Роган е зезнат, пошто 2,5 сата му траат Да, овакво, па да. таму кога ќе навлезеш Со тие се со гостите подкаст. со недели излегуваш со брада, онака, че. Со коса не можеме јајте да излеземе има ли со за брада. јадење да ти. Да, баш така. А имаш ли некое прибежиште каде што ете се осамуваш и пробуваш да ги направиш тие баланси, да направиш поглед назад преку Не рамо? ми е важно каде, аз си сакам да си бидам сам. Медитирам, тоа го правам кога сум сам и слушам подкасти. И ми Тоа е добро, кејф дефинитивно. онака баш да сум сам. Не мора да е секој ден, ама убаво е кога ќе одвоиш 2-3 часа да си сам. Тоа добро е кога е мултитаскинг, барем така гледам да е, па или да вежбам, или да пешачам, или нешто било што да готвам и додека го слушам подкастот, ама тоа да ми биде еден вид причина да се осамам, што викаш ти, да си се тргнеш и 3 сата да си ги земеш за себе. А ова е, се осеќаш дури некако као, колку сум јак се испешачив, ова, да. отидов на водно, слушав добра книга, имам што да правам муавет со пријатели дефинитивно. на маса, едно друго ми е интересно, научив лекции и се осеќаш по так задоволно. И тоа е и самата брзина на животот, 21 век, цело време да правиме по 3-4 работи за да постигнеме. Знае да биде и малце Знае да сеснат. ти измести, да. Морам да се сложам со тоа. Тука е тој момент на cancel, не, сега само време за мене и тоа е тоа. Ја ќе си го направам како што сакам ја времето. Нормално некој се љути секогаш. Дали е жаре самокритичен? И тоа малку и претерувам јас да ти кажам. Например, не се гледам, си ги гледаш емисиите? Да. Јас не можам. Не можам. Баш вчера Марко ми пишува новески, гледај брат, многу добра емисија. Чекај, ќе ти кажам како идеше муавет. Малку за сцената, така? Што има жаре последно свој телефон. Да. Вика, многу профи емисија, топ коментари, убава вечер да се видиме периодов. И сега он ме знае и му викам, знаеш дека не ги гледам. И оставам луѓе да си работат, чим има реакции, значи добро било. И му вика, иси ко мене, или ако сакаш ја ко тебе. Жена ми ја гледаше и се смееше, јас си седев у соба и прашував. Тоа е генерално тоа. Ја Многу сум самокритичен. порано така вика Ал Пачино вика ја не гледам филмови кои што не играм, разбираш? Али тоа е одлично. Почнав да ги гледам сите работи во кои што учествувам, знаеш, баш заради таа самокритика да знам каде да поправам, што да извадам, што да додадам. Апсолутно и корисно е. Корисно е ако можеш. Мене ми е некако точно знам во моментот на зборување, додека зборувам, точно знам дека сум утнал во нештото и не ми треба да го видам на телевизија. Знам. Да. Знаеш, и тоа е тоа.
батели. Или што вика Трендо, кога снимавме на времето во еден милионер. И не знам што беше мојата, демек Трендо, ти ја гледаш ли, вчера гледаш или овакво? Не, ја имам гледано на снимање. Тоа е мојата, да, дефинитивно. Да, но во животот мислам дека треба да бидеме само критични, што кај нас не е баш таква ситуацијата и не е навика, не е принцип. Али треба. Секој за себе да е самокритичен, да. Секој за себе. А секој за другиот е многу критичен кај нас, тоа е проблемот. Да, тоа да. А овие што не се самокритични, ја не ги разбирам искрено. Како можеш ти при основно познавање на работите, ти да отвориш интернет 10 минути ти е доволно за да видиш колку не знаеш. Точно тоа е тоа. Како може да мислиш дека си добар во било што при имање на интернет, онака. Да. Ај може да разбирам некогаш пред 100 години нешто и ти во селото тука знаеш да свириш гитара, никој не знае, ти да викаш таму, ја свирам, растурам. А лицане од другото село појма. Појма нема. Али знаеш при денешно време ти да мислиш дека во било што си као демек топ of the tops, Малце е, некако да. затоа само критиката е битна. Да. И во добри дози. Не претеруете, ја претерувам малку. Да. Ама добро, се е до лекциите. Искуството нели е најдобар учител. Жере, сакам да смениме малку локација во прекрасно место и да се напиеме по една добра чаша вино доколку ти немаш ништо против. Може, тамане времето. Тамане Види, кафето го чим испивме. 12 помина, можеме. Замина времето, готово. Така е, вистинските Може, джентлмени може. после 12. Вистински джентлмени се на вистина реткост. Тоа е така затоа што никој не сака да почне да учи како треба. Полека се откажуваме од добрите навики. Започнуваме еден проект чија цел е токму тоа, да ги вратиме вистинските вредности. Ја бараме вашата поддршка, а ние ќе продолжиме да ги презентираме нашите најдобри джентлмени. За добар муавет со добар човек секогаш е вистинското време. Жере, да го продолжиме муаветот, кој имаше врз тебе влијание да станеш тоа што си? Имаше ли идоли во животот? Како дете, зборувам. Да, сигурно. Сигурно идоли многу. Две работи мајка ми збори секогаш, една работа е многу мал универзална сала, Игор прави концерт џамбазов. И тогаш ги имаше оние албумите блузерски. Опа, стигна и винце. Да, извини. Таман пред да почнеш да раскажуваш за блузот. Добре е тоа. Фала. Ви благодарам. Ова што го нарачавме така? Да. Одлично. Фала. Може и да наздравиме пред да Може продолжиме. да си жив и здрав. Фала уште да си еднаш жив и здрав. за поканата, да. И сум бил импресиониран, знаеш, кога го гледам како прави една магија со публиката и како сите обземени, знаеш, го гледаат и сум, кога сме си оделе дома, сум им рекол на моите, ја ова сакам да бидам. Готово, тоа е тоа. А ова со маркетингот по интересна работа, прва буква што имам научено во живот што сум викал, ова е буквата Е, и тоа на телевизија кога ќе дошло ЕПП-то. Аха. Знаеш, и ова е буквата Е и сум ги гледал сите реклами, сум бил магијап сам па од таа перспектива од видео контент како реклама. Ова е интересно, кратка содржина, таму па веројатно и тоа играл улога. А човек не идол што има огромно влијание, прво дедо ми дефинитивно што ме носел, јас како мал одев во детско драмско студио. Да. И мајка ми, татко ми немале време воопшто за тие работи, да не бил дедо ми, ја немало ни да одам таму, пошто 12-ка од Влаје до МТВ. А кај кого одеше? Па едно беше тогаш, детско драмско студио Софија Гогова, не постоеше друго. Не постоеше друго. Да, немаше Да. алтернатива, таа беше Софија, ДДС во МТВ и снимање по 3 пати во неделата одевме и снимавме од серии Здраво генијалци, дали како што, тоа се едни стари. Тоа се сеќавам како не, со таму те знам устворите, те знам цел така. живот кога ќе ми И тече. радио емисии, полно радиодрами со големи актери, Гоце, Димче, Ванчо, значи Да. тие актери, Боје Доаѓени. Чорецки, доаѓени, апсолутно, легенди. И од нив учиш, попримаш, па те третираат, нешто многу ме импресионирало од секојаш, те третирале како некако детиште, не знам ваму таму, него пробувале да ти пренесат знаење, да бидат ментори, да ти бидат еден вид луѓе што ќе те водат низ, научи што е камера, научи како да збориш, секако и самата Софија тоа го правеше. Така да тоа се сите луѓе што се многу заслужни за воопшто што ми го трасирале патот. Ја не знам друго да работам.
Знаеш, ја да не ги правам овие работи, ја ништо не би правил, пошто ништо не знам друго. Точно. Знам што точно знам што зборуваш. Точно знам што зборуваш. И тоа е интересна работа, да. Супер. Кажи ми, ова сето е некаква одлика на добрите навики, ете и тие луѓе што ти ги кажувале како малет остануваат и ти си градиш своји, нели, и ќе ги пренесуваш понатаму. Кои се тие добри навики и според кои добри навики Жаре се води конкретно? Имаш ли неколку или како во пакет на бон-тон си се водиш според нив? Знаеш, не знам за навики, веројатно е пожртвуваност и работа. Да не бегаш од работа да не те плаши. Џабе работи, џабе не седи, внучко. Значи 8, 10 часа, 12, колку и да треба, тоа мора да се сработи. Тоа е основна една максима и не очекувам многу, да ти кажам. Не очекувам многу, генерално мене пристапот кон животот ми е чашава е полупразна. Да. Што викаат филмовите. Значи не очекувам. Се што се случува го гледам како бонус и се радувам на се. Порано не беше така. Многу од некои си успеси на кои што сум требал да видам среќен и Forbes 30 по 30 и ваму таму и предприемач на година сум добил во Македонија од Министерство за економија, од Фонд за предприемачи и овие стопанските комори. Ја во тие моменти 2017 се уште тоа е пред само колку 4 години во вителот на таа работа едноставно не застануваш да уживаш у тоа што се случило и тоа е така една глупаво чувствуваш после години кога ќе сватиш дека ти имаш еден тон работи на кои што не си застанал да ги изуживаш и да наздравиш и да почастиш пријатели, не знам што, пошто секогаш го бркаш следното нешто. И тоа е малце, знаеш, како зависност. Не треба така во животот. Да, ма тоа и со годините, најверојатно тоа понатаму ќе почнеш да дигаш рачна, најверојатно. Апсолутно. Значи треба се да си биде во свое време, ништо да не избрзуваш, да си дојде и да го уживаш, да му се радуваш на денот денес. Да. А не секогаш да гледаш само година или 6 месеци напред и во тоа што треба да направиш, а овде да забораваш се што има околу тебе што се случува. Да, апропо муабетот преска што го зборувавме. Знаеш ли приватно да уживаш во добар пијалак кога ќе си дојдеш после напорен ден? Во добри 10 пијалаци? Добри 10, да. Чаша млеко. Да. През пиење. Да. Со препечен шеќер, да, тука сме точно. Тоа е тоа. Апсолутно, да. Си сакам добар пијалок, добра дружба. Јас сум од оние што мезат и седат долго. Не сум од оние дај ми јадење. Да, полека на тена. Полека да тера. Да трае асталот, да тежи. Да трае, брате, што повеќе, да. И сакам и такви луѓе. Ми е мера кога ќе седнеме и кога не знаеме кога ќе станеме. Тоа е најубаво. Па дали е најубаво. Ќе одам на кафе, се слушаме, види и јас исто така, затоа ти викам најубаво, пошто јас го уживам и го преферирам тоа. Да. Порано ми се лутеле, ти се лутеле сигурно. Да, како не. Знаеш, ти ќе кажеш така на девојка, се лутели и ти, ама се лутели и други, за кафе ме викна брат што направи. Точно. Така да сите ти се лутат. Или имаш момент кога ај на доручек да лапаме едно јајце на око, ама ти текнува минатото јајце на око. Една чорбичка па една ракија ти текнува колку траеш. Значи сигурно сме само за доручек, имам работа, брат, кажи ми. Дефинитивно бе ти ветувам, да, нема гајле. Види, маш рекол, маш одрекол, тоа викаме ние. Ти вети, па ме ќе одветам. На телевизија цело време мора да сме скоцкани, нели? И супер изгледаш, морам да те пофалам. Дали приватно го негуваш овој стил или знаеш да си се опуштиш и у тренерка, да кажеме? Се повеќе си се облакам за кеви, да ти кажам. Се повеќе. Порано не сум пазел и тоа веројатно и си доаѓа со годините, кој што кажа. Ми било гајле. Дали од тренерка ќе излезам, стварно, искрено ми било гајле, ама сега веќе не го правам за други, ми е фино ми е кога ќе си се облечеш. Пошто си правиш да имаш и тоа е моментов на уживање во животот, си правиш да имаш време, сега како ќе отрошиш времето. Порано сум купувал еднаш во 3 години. Еднаш во 3 години одам да купувам многу работи, тоа било купувањето. 3 години ништо. Знаеш, ништо, нула. Сега кога имаш повеќе време, дали ќе потрошиш на добра книга, на вечера, на ручече, на било што, или пак можда на прошетка што ќе резултира со купување на кондурче, сако или што и да е. И сега кога веќе ќе го купиш, сакаш и да го изуживаш. Да го прошеташ малце да те видат, нели? Да. Си има импликации и тоа. Така што ми е кеф да си се подобличам. Не ништо предотерано. Ова е максимум, да ти кажам. Види, јас често говорам во емисијава, ќе кажам уште една за да знаат, пошто тоа е како една лекција што јас сум ја научил, облеката е начин да се изразиш без да проговориш.
Значи, кога ќе те видат, знаат дека се чувствуваш убаво, надмено, не знам, пријатно, комфорно и така натаму. Така да, убаво е кога сите би се воделе според тоа. Има порака. Да. Има порака. Дефинитивно. И начинот на кој што водиш, и начинот, знаеш, порано, и ти сигурно порано си мислел дека тоа е неважно. Да, не ме си викаш, интересира, јас сум да ти кажа. квалитетен, што има јас сега тука, мене Да. ставот, не знам ова. Ама се испраќа порака генерално. Дефинитивно. Стварно се испраќа порака. И порака до младите е една од и тоа да биде, да почнуваат да си внимаваат на детали што поскоро. Организираност, запишување на хартија, на тефтер, на мобилен, кај сакаш, но запиши го нешто. Нешто ми е, како да ти кажам, сум го зборал во фирма, мислам дека сакаат да му тепаат од што го повторувам тоа, знаеш. Не е за џабе кажано, најголемите клишеа се најголемите вистини. Знаеш, она Да. колку пати ни зборувале кога деца паметниот запишува, глупавиот памти. Така, Да, да, и ние да, сме им така се е. смееле. Јас сум им се смеел на сите, така, како не ти ги ми кажеш. Јас меморија за памтење. Нормално. Да. Не е баш така. Не е баш така. Сите клишеа се најголеми вистини. Затоа обстоиле толку долго време. Имено. Како Да. и добрите песни, така? Точно. Добри се со причина што Да. ги слушаме после Години и 80 години. години. Не е ради ред. Епа ние почнавме една кампања, сега ги оживуваме евергрините и знаеме често после една или после го две видов емисии. Синатра. Да, такви класици оживуваме полека. Така да тоа е добро, ете и тоа е еден апел за младите, знаеш. Има луѓе кои што јас сум седел во кругови, луѓе што се моја генерација, 30 години да не знаат кој е Синатра. И ми било онака добро, во ред, разбираш? Не дека е лошо или не знам што. Да, ама чудно ми дојде, знаеш, се фрапирав и викам Но ајде не сега дошло ќе никој пробам. да им го каже, така? Да. Па сега, а откако ќе го чуе, не Па верувам сега баш полека, дека па полека. ќе остане Да, да, да. равнодушен, знаеш. Има еден многу добар документарец, нека го побараат, ми има останав впечаток зашто го имам гледано многу одамна, ама до ден денес го зборувам. Everything is a remix се вика, во 4 дела беше. И едното е, не знам, за музика, другото за телевизија или филмови. Не се сеќам, стварно многу одамна го гледам. Може има 15 години или колку и да. И убаво кажува многу пластично, бидејќи со примери ти кажува како на вистина се што гледаш е ремикс на полно работи претходно. Ние несвесно ги копираме. Не мора ти да речеш сега ова конкретно ќе го земам од Жаре и ќе го ставам во Да. мој производ. Несвесно ми се допаѓа на Жаре стилот, глумата, ја несвесно нешто ќе земам тик некаков твој на сцена и ќе го изимитирам. Да. И на Тоа тој е начин тоа станува ремикс од тоа што сум го видел. Знаеш, и не е ништо како вика Пикасо наводно го рекол, па Стив Џобс многу им го зборал на вработените у Apple, деме како беше добрите уметници копираат, а одличните уметници крадат. Да. Знаеш, како, Така да, така да тоа не е. се секирајте. Да. Убаво, инспирирај се, направи го свое и терај. Не мораш да се трудиш да биде тоа невидено, бидејќи такво нешто не постои. Се сложувам. Да бевме Аристотел и Платон, ќе кажувавме има работи невидени, ќе ги Да измислуваме. бевме Аристотел, Платон, Светов, кај ќе беше Да, сега? кажи Жаре, кај ќе леле, мајко мила. Читаш филозофија? Такви стари? Читам филозофија многу и ние го имавме и на факултет уште тоа. А и во средно бев еден од тие што цело време ќе стане и ги спасував другите да не одговараат, пошто цело време нешто навлегува правилно. Многу, дели главна лекција е дека ништо не е сменето. И мене ми е тоа толку фасцинатно Базата е нешто таа. напишано у 20-та година. Во најчовечката суштина е истото, човече. Да. Тоа е Истото. Ја спомнав книгата и со Владко Стефановски Потрага по човековата смисла на Виктор Франкл. Човекот е тој што измислил логопедијата, а најбитно од се дека го преживеал Аушвиц. Човекот го преживеал Аушвиц и таму тоа што го преживеал го кажува колку уствари тоа било лошо, нели сите знаеме што било тоа. Но колку тој во тоа нашол радост и како тоа треба да се живее животот, една филозофија многу комплицирана, уствари многу базична. Е по ова како Гоголј архипелаг. Да, Како точно. се викаше? Да. Рахман, не како се викаше овој Солженицин се викаше Точно, авторот. да. Иначе таа нели тој во Гулак архипелаг, ја па Гоголј писател. Да, ама знаеш зашто се збунив, ме збуни со тоа дека сите викаат дека новите модерни руски автори, па и Чехов, дека сите се излезени од капутот на Гоголј, затоа што Гоголј е големиот и Епа, ремиксот. Да, тоа е тоа. Ремиксот. И од овде па лекцијата не постојат црно-бели работи. Мислам што е стварно тешко ти замисли, еве и Солженицин и човекот што го кажуваш, значи од најголемата траума и хорор што човештвото го има видено, излегле со став кој што не е крајно негативен. Него рекле, види, се случи што се случи, ама ја од ова излегов подобар човек, се мисли. Колку треба храбро што ја немам. Види, јас Да сум мислам дека искрен. сега немам, да. Знаеш,
Тоа не Ама знам. Тоа се тие работи што те прават посилен можда, знаеш. Можда има и во тоа вистина, што не те убива те прави појак. Така е. Ти погледни богато дете, колку и да звучи нели стереотипно, Да. но стварно е така. Како патот животен како оди на еден што има се од мал и некој што нема. Каде завршуваат? Да. Знаеш, со какви препреки животни и искушенија и слично, сосема различни животи се тоа и апсолутно еволуираме низ грешки и низ тешкоти. Апсолутно. Да. И затоа она као големиот поет Владо Јаневски. Секој е лошо за добро, ама стварно е така. Да. Стварно е така и не треба да не паѓа. Што и да се случува во животот, да се случуваат лоши работи. Јас сум имал и лични трагедии, семејни, така натаму. И од мал и сега пријатели со корона едно друго. Тоа е животот, човече. И затоа се враќам на она што реков Glass half empty. Да. Ти не можеш да очекуваш. Животот е таков. Не треба да го направиме убав. Тој не е убав даден. Треба да научиме да си го направиме убав, бидејќи ако гледаш како што е и ако го читаш Шопенхауер и Киркегард и такви некои филозофии, животот е едно големо мачење, знаеш. И сега треба низ тоа да научиш да уживаш. И се што ќе ти дојде како бонус, да си речеш наздравувам за ова, не го очекував, фала живота. Супер што дојде, фала живот. Супер што дојде, Точно. да. И мислам дека тоа е правилен начин на живење. Се друго кај што очекуваш дека небо ќе паѓаат работиве, и јас сум тука да ги пример, Со розовите очила. Уи. нема Тоа добро не. да заврши. Нема, се сложувам. Апсолутно добро гледиште. Знаеш. Тоа е тоа. Фала, ти си Аристотел или Да, Платон? Како ќе правиме? Аристотел, Така ќе правиме? Платон. Како сакаш, ај така нека биде. Сега имам час со Александар, треба да одам. Да, така. Да. Треба копилјо да го научам. Треба копилјо да научам како да освојуваме. Слушај, сега да те прашам, со сите гости го правам овој муавет. Джентлмен, што представува за тебе джентлмен? Па джентлмен представува човек кој ужива во својот живот и при тоа не штети на другите, не се наметнува на другите. Live and let live. Тоа е джентлмен, човек што почитува цивилизацијски вредности. Одлично каже. Толку кратко и јасно. Да. Дефинитивно. Да наздравиме Жере за добар муавет и баш ми е Здраво. драго што ми беше гостин уште еднаш. Се надевам дека разговоров ќе го продолжиме кај тебе во емисија, кога јас ќе дојдам како гостин. Конечно. Може тоа, а во најмала рака на еден долг доручек. Или така, да. Тоа можда е подобро. Да. На еден долг доручек на прва ќе седнеме. Фала ти другарче, баш ми е драго. Фала. Иначе тестирани сме, не се плашете. Се е во ред. Кога е добро време за да почнеме да негуваме добри навики? Секогаш е добро време. Затоа вие и јас и сите ние да почнеме да негуваме добри навики. Напорен ден, брзо време. А јас дефинитивно морам да се опуштам со еден добар коктел кај мојот добар пријател Ѓорѓе Симјановски, миксологистот. Гледам дека сум облечен како да сум излезен од Чикаго 1920 година, како да сум десна рака на Ал Капоне и така и некако се чувствувам, морам да ви кажам на сите. Затоа сакам мојот пријател да ми направи еден коктел кој што ќе ме однесе токму таму, in Chicago. Здраво. Здраво Ѓорѓе, како си ми? Одлично, како си ти? Повторно заедно, со задоволство секогаш се враќам тука во твое друштво на твојот шанк. Драго ми е за тоа. Имаш ли нешто спремно за ова што го спомнам? Може да ти кажам дека ова е еден од најубавите периоди конкретно за нашата работа, бидејќи кога е периодот на прохибиција се случува тотален бум овде во Европа, бидејќи алкохолот се забранува. Да. Сите бармени или луѓе кои што работат со конкретно со алкохол доаѓаат во Европа. За прв пат бармените кои што се наоѓаат во Америка доаѓаат во допир со битери, вермути, вкусови кои што никогаш не ги пробале. Постојат многу приказни за тоа, меѓутоа мојата најомилена е Old Fashion. Old Fashion како коктел е олицетворение на еден од најкултните джентлмени според мене. Знаете, во било кој филм за добри глумци, секогаш кога застануваат на бар, бараат или Old Fashion или виски сауер. Јас лично би преферирал да биде Old Fashion. Структурата на Old Fashion доаѓа бурбон. Конкретно во овој дел има многу филмови каде джентлмените како Френк Синатра,
кога се појавуваат на пеење, знаете, секогаш доаѓаат до барот и велат а коктел. И секогаш кога велат коктел добиваат Old fashion. Old Fashion. Old Fashion е еден, можеби да кажам, наједноставните, меѓутоа најкомплексни коктели. Во него доаѓа бурбон. Бурбонот е совршен микс. Доаѓаат 4 центилитри бурбон. Бурбонот можете да го купите во било кој маркет во Скопје, нели. Секогаш кога патувате, моја топла препорака е секогаш да се бираат едноставни флаши. Немојте никогаш да купувате флаши кои што изгледаат многу богато. Наџиџани, да. Наџиџани. Наједноставните флаши содржат најкомплексни алкохоли. Ставноста е перфекција во се, Секогаш. дефинитивно. Исто е како може да те пофалам во делото што го носиш одлично ти стои. Ти благодарам. Значи Така во и се чувствувам некако. драго ми е. Во коктелот ставаме 4 центилитри бурбон. Доаѓа ангустура. Ова ангустура е ставена во оваа флаша бидејќи во модерно време ние во армените, исто како и во време на прохибицијата, пробуваме да правиме нови работи. Тоа е да се модернизираме или да бараме начин да се подобриме. Бидејќи бармените кои што работат за време на прохибицијата во Европа, бар културата ја носат во Америка и ја подигаат на сосема повисоко ниво. Тука се појавуваат првите книги за коктели, тука се појавуваат првите култни барови. Тука се појавуваат многу места кои што и ден денеска кога би оделе на Манхетен во Њујорк, тоа значи традиција, тоа значи култ, тоа значи култура. За жал еден од многу клубови кои што функционираа само со коктели, сега во моментот веќе не постои. Да. Меѓутоа, за тоа ќе оставиме некојаш друг пат да ти раскажам. Ова е битер кој што сам го подготвувам. Односно, јас го правам лично. Начинот на кој што го подготвувам, како и секој добар кувар, ќе кажам дека е тајна, не е тајна, можете секогаш да дојдете на бар, каде, значи, јас комуницирам со моите гости исто како што тие комуницираат со било кој најдобар пријател. Бидејќи во последно време сега, поготово со короната, станавме како психолози, знаете. Луѓето ја бараат својата утеха во алкохолот, ние сме тука да им помогнеме. Извини, морам да те прекинам, го спомна Синатра, не можам да не го спомнам Дин Мартин кој што вика ги жалам луѓето кои што не пијат затоа што кога ќе се разберат на сабајле, тоа им е чувството како што ќе се чувствуваат цел ден. За разлика од нас вика, ќе станам мамурен, па ми е лошо, па после на крајот од денот се чувствувам супер, а вие вика се чувствувате комплетно исто цел ден. Така да продолжи. Ајде да ти се надоврзам на ова, имаме една многу интересна анегдота со еден гостин. Обожава виски, човекот е антологија за некои работи кои што се случуваат овдека конкретно за пиењето. За него не постои лош гостин, за него постои лош пијач. И тоа се сложувам. Апсолутно се сложувам. Дискутабилно е, но да. Ние имаме еден момент овдека како скопски феномен што на многу луѓе ме сладок и дури и на мене. Еј, дечко, ракија, истото е, знаеш, ако си во Шкотска, тоа се случува со виски. Вакво виски, такво виски. Јас многу би сакал нашите джентлмени да се едуцираат. Поготово ако знаете на некого му кажете айли, му кажете скоч, му кажете мalt, blended, pure malt, single malt. Тоа е веќе малце сериозна играчка. Што значи тоа? Како е зреено виските? Кои суровини се користени за вискито? Колку години е зреен? Дали е регуларен, дали е, мислам, од година до 3 години, 10 години, 18, 21, 24. Пред неколку дена гледав на Инстаграм, еден господин во Даблин отвараше флаша од Glenfiddich, стар 76 години. Пакувањето беше направено од махагони, внатре со кадифе постелено. Можете да замислите дека облекуваа специјални ракавици за да ја извадат флашата, да ја стават на посебен стаклен дисплеј кој што е обезбеден со аларми, бидејќи цената на флашата има многу вртоглава сума. Што се случува? Нас ни се растопи, го постигнавме посакуваниот ефект. Како форма интересна, да. Прозирна како солза. Сега кога ја ставиме внатре пијачката, бидејќи коктелот веќе ни е убаво растопен шекерот. Спремно е за дегустација. Да, спремно е за дегустација. И претходно во една прилика користевме исто што користевме и сега би сакал да го искористам, бидејќи во овој момент кој што е внатре, а се вика ангустура или битер, во состојката, една од состојките кои што јас ги користам, тоа е dry orange.
се чувствува мирисот дефинитивно. Исто како и во претходните коктели, Да. за да биде комплетно задоволството, бидејќи секој джентлмен има право да ужива како джентлмен. Повели? Ти Уживај. благодарам. Секој коктел дефинитивно раскажува своја собствена приказна. Доколку сакате да ја научите приказната на овој коктел, ќе го побарате мојот другар Ѓорги и со задоволство ќе ви ја раскаже и ќе ви ја направи. Ти благодарам. Ти благодарам и да. Ама ќе оди на телевизија ова, така? Да, да ги стегна мускули. Да. Нема да ме зафркнете. Ајде, окей. Значи покрај двајца врвни водители, Жаре и Жаре што ги гледавме досега, јас треба да ја одјавам емисијата. Ајде бе, ќе одјавам. Навиките се дел од нашиот живот. Доколку тие навики се добри, ќе придонесат за позитивна промена на самото општество. Добар бе? А? Па сега, колку пари, толку музика.